Има ли разлика во крем од лешници, шампон, прашок за перење од идентичен бренд, купени во Македонија, во Грција и во Хрватска? 360 степени истражуваше дали македонските се потрошувачи од втор, па и од трет ред во Европа. Има производ за Европска унија и производи за Балканот. Така да има навистина голема разлика. Увезува неквалитетни работи, а скапи. Тоа е дискриминација на пазар. Тоа е нелојална конкуренција. Во Америка за тоа постоја драконски казни. Во Македонија никој не направил детални лабораториски анализи со кои ќе се провери дали сме дискриминирани со квалитетот на производите. Ние се договоривме со граѓанскиот сектор да тие спроведат едно такво испитување. Ние како организација мислиме дека Агенцијата за храна сигурно ќе се, ако се зафати, сигурно таа би се зафатила, сигурно на некое поголемо политичко ниво. Во Европската унија ова е жешка тема. Неколку земји членки со своји испитувања докажаа дека и на пазарот без граници производите не се исти за сите. Kada je u pitanju kvaliteta proizvoda, očigledno su te granice i dalje vrlo oštre. Какви производи пласираат големите светски брендови на нашиот пазар? Дали граѓаните на Македонија купуваат навидум исти, а во суштина различни производи? Во недостиг на официјални анализи, 360 степени се обиде да го провери она за што јавноста одамна се сомнева. Купивме производи на познати светски брендови кои можат да се најдат во било кој поголем маркет кај нас. За да направиме споредба, ни требаа истите примероци, но од европскиот пазар. Најблиска таква дестинација за нас е Грција. Во овој солунски маркет купивме десетина производи кои ги има и во маркетите кај нас. Ќе се обидеме да споредиме дали производите од двете земји се со исти карактеристики. Дел од истите производи, како прашок за перење, крем од лешници, шампон за коса, набавивме и од Хрватска. Нашето мини истражување го продолживме кај Нина Никовска, која има свое фризерско студио во Скопје. Во овој бизнис е речиси 30 години. Точно знам со што имам работа и каков е производ. Не можам да си лажам во ниеден поглед во квалитетот на дали на шампонот, бојата и ред други. Таа го тестираше шампонот од познат светски бренд, но купен во различни земји. Со грчкиот шампон косата беше помека, полесна, полесно се расчеслуваше, додека со нашиот шампон исто име, исти, да речеме, иста амбалаж, покрута. Е разликата ми сам веднаш се уочи. Забележува разлика и кај други производи. Една иста боја, да речеме, од Грција кога ќе ја купат, сега да не наименувам фирма, е еден квалитет, тука е друг. Значи, тоа самите клиенти што ги купуваат тамо производите ги осеќаат, или да речеме производите исто омекшивач за перење и така натаму, или прашок за перење, сам пошто јас исто перам, има голема разлика. Во Хрватска, една од земјите која со лабораториски анализи докажа различен квалитет кај производи од ист бренд, дебатата започна токму по едно новинарско истражување. Najprije sam dobivala informacije od građana, bilo u izravnoj komunikaciji ili putem društvenih mreža, da ljudi primjećuju određene razlike. Kako između prehrambenih proizvoda, tako i higijenskih, deterdženata, tehničke robe, automobila. Dakle, najširi dijapazon proizvoda je bio u pitanju. Хрватската европарламентарка Борзан иницирала лабораториски истражувања на 26 производи купени во Хрватска и во Германија. Резултатите покажале дека повеќе од половината од производите кај нив се со послаб квалитет, а дел се и поскапи. Išli smo na varijantu da laboranti sa njihovim onim kombijima velikim, sa onim prenosnim hladnjacima, su išli kupovati proizvode, to se pazilo, da to budu iz iste serije, isti datum isteka i datum proizvodnje, pa da se onda može proizvođač vaditi da je nešto kao tu bilo razlike u proizvodnji. Znači, pazili smo da je ista serija, jel? Pa se to sve transportiralo iz Njemačke u Hrvatsku i onda su u tim laboratorijima radili analize. Резултатите од анализите ги представила пред колегите од Западна Европа. Дел од нив биле изненадени зашто мислеле дека производи од исти брендови, но со послаб квалитет, се извезуваат само надвор од Европската унија. Други пак воопшто не верувале дека тоа е можно. Recimo, kolega iz Njemačke uporno tvrdi da taj problem ne postoji, jer, na primjer, Njemac voli da mu sredstvo za čišćenje miriši na klor, a Francuz na lavandu.
Ja nemam ništa protiv da se djelomično proizvodi prilagođavaju prema preferencijama lokalnog stanovništva. Ali mene zanima da li taj proizvod za čišćenje jednako kvalitetno čisti. Znači nije važno je li on miriši ovako ili onako, ali opet da ne bude da je proizvod napravljen od jeftinije sirovine, a plasira se po istoj ili većoj cijeni. Сепак, задоволна од реакцијата на Унијата, особено што проблемот стана дел од годишниот говор на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и што е обезбеден буџет за решавање на овој проблем. А Хрватска не е сама во оваа битка. Уште 7 држави членки од така наречениот источен пазар утврдиле двојни стандарди кај некои производители како доказ за нефер третман на потрошувачите од единствениот европски пазар. Под притисок на овие земји, неодамна во Братислава се одржа Европски самит за производи со ист квалитет за сите. In the Union of Equals, we cannot have second-class consumers. Но, ако е вака во Европската Унија, какви ли производи завршуваат на пазарот во Македонија? На ова прашање никој не можеше со сигурност да одговори зашто кај нас не се направени испитувања. Граѓанскиот сектор и институциите засега се заинтересирани само дали она што стои на декларацијата одговара со составот на производот. Тоа го анализира Агенцијата за храна и ветеринарство. Точно е, за граѓаните сакат да знаат дали јадат соодветна храна или не јадат. Мислам според параметрите на европските стандарди или македонски стандарди, тоа е убаво и треба и затоа и ќе го направиме со дел од производи, значи со граѓанскиот сектор, за да добиеме дали е така. Меѓутоа, според нашите прописи, пак ќе кажам, основното е означувањето на храната, дали тоа што е обележено, оставено на етикетата, се содржи внатре во тој процент или како што е декларирано. Тоа е основата за нас. Од агенцијата најавуваат споредбени анализи на домашниот и европскиот пазар в година, но сметаат дека иницијативата треба да потекне од граѓанскиот сектор, во случајов од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Но оттаму имаат поинаков став. Во Република Македонија ние го имаме овој проблем, го имаме детектирано. Ние сега треба да одиме во Грција да узоркуваме производи од таму, па да ги анализираме овде, исто така етикетите. Први нели, па потоа да се дадат на лабораториска хемиска анализа тие етикети, тие производи со етикетите. Ќе трае временски и е доста скапо. Затоа ние како организација мислиме дека Агенцијата за храна сигурно ќе се, ако се зафати, сигурно таа би се зафатила, сигурно на некое поголемо политичко ниво, ако се зафатат, иако Македонија не е членка на Европска унија. Лончар смета дека земјава може да ги почека анализите што ги прават европските земји, а потоа да одлучи како ќе дејствува. Се согласува со тврдењето на Агенцијата за храна, дека засега е поважно да се испитува дали квалитетот соодветствува со декларираното. На прашокот за перење што го купивме во Македонија, со тежина од 2 килограма, има декларација од производителот дека е за 20 машински перења. Пакувањата од истиот бренд, купени во Хрватска и во Грција, содржеа 50, односно 180 грама помалку. Но и покрај помалата количина, на амбалажата пишува дека се предвидени едниот за 28, а другиот за 30 перења. Или идентичен бренд, помала количина, а многу подобар квалитет. Со прашокот за перење направивме и еден мал експеримент. Познато дека дамката од ајвар е тешка да се извади. Извалкавме 3 крпи и ги перевме секоја посебно, со истиот прашок од познатиот производител, купен во 3 различни земји. По 3 испрани машини, еве како изгледа тврдокорната дамка. Број 1 од Македонија, број 2 од Грција и број 3 од Германија. А обичен потрошувач и тој сваќа. Ако му донесете некаков крем за јадење од Австрија или, например, од Македонија, кои што се разликуваат кај тој бренд, сигурно дека ќе го чувствува тоа. Ќе го осети. Кај детерџентите исто, кај шампоните исто. Ние тоа го слушаме во секојдневниот живот. Кажуваат луѓето, нели дека се разликува кога ќе купиш таму. Организиравме и дегустација. Во 3 чинии ставивме од кремот на ист производител, со исто пакување, само од различни земји. Број 1 е оној што го купивме во Македонија, број 2 е од Грција, а број 3 од Хрватска. Еве ги импресиите на случајните дегустатори. Голема разлика во очи. Каква? Па вкус, арома, квалитет,
се тука се воочува. Иако са исти, ама са различни. Само може да кажам кој најпримерок е најдобар. Кој? Овој тертиот, за мене. Главно овој ми се најдопадна. Кремот број 1 е најмекан, а во конзистенција најтврдиот кремот број 3. Знаете ли за тоа дека во различни земји производите имаат различен квалитет? Да, знам и тоа конкретно јас сум пробала и чоколади кои се разликуваат побитно него ли ова сега што го пробав. Јас не сум некој сладокусец, за да можам да ви кажам со точност. Меѓутоа, од она што вкусив, од она што пробав, мислам дека се слични со тоа што би го преферирала второто. Зошто може да ни опишете? Имам печаток дека е погуст, поквалитетен и повкусен. Исти бренд, секако дека мора да има ист квалитет. Инаку тоа е дискриминација на пазар. Тоа е нелојална конкуренција. Никој од дегустаторите, кои не знаеја кој крем од каде е, не кажа дека најдобар впечаток му оставил производот купен во Македонија. Нашето истражување покажа дека ни цената не може да се користи како оправдување за различниот квалитет на производите. Најголем дел од оние што ги споредувавме се со слична цена, а некои се дури и поскапи кај нас. Например, познат чипс во Грција чини 2 евра и 19 центи или 135 денари, а во Македонија е 149 денари и покрај пониското ДДВ во државава. Во Солун чајот го купивме за евро и 15 центи или за 70 денари, а истиот кај нас е 118 денари. Чоколадото што го споредувавме во Грција е 1 евро и 9 центи или 67 денари, а во Македонија чини 69 денари. Do sada se pokazalo da samostalne države kada i pokušaju nešto nisu uspješne jer jednostavno postoje očigledno jaki interesi da to ne bude pitanje koje je aktualno u državama, odnosno da ako i postane pitanje, vlade samostalno manjih država nisu se pokazale uspješne u mijenjanju zakona. Nama je nešto jednostavnije utoliko što smo zajedno, što nas je više država pa se to onda može nametnuti kao tema. Međutim, smatram da ako mi u Europskoj uniji taj problem riješimo kroz zakone, da će to biti i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, bit će dobra osnova da se i u tim državama kroz zakonska rješenja promijene stvari.